Игра со светлината. Оваа магична привлечност на нијансите представува вистински предизвик за уметниците, но само најхрабрите се впуштаат во нејзините бескрајни можности. Се чини фотографијата е најсоодветно средство за овој уметнички чин, нудејќи безброј можности, нудејќи предизвик. Во 19. век се појави феноменот на фотографијата и на цивилизацијско ниво остави трага во 20. Во новата ера, овој универзален и дигитален јазик се претвори во најмасовна комуникација, без која е незамислив современиот свет. Обземен од страста на визуелното, фотографот не е роб на настанот или објектот, туку негов интерпретатор, создавајќи независен свет од материјалниот. 80-тите години кај нас ги одбележа една нова генерација фотографи во кои спаѓа и доајенот Љупчо Илиевски. Професорот Венко Андоновски неговите дела ќе ги опише како мали камчиња поезија, кои ја доловуваат бесконечноста, а со тоа и вечното, односно божественото. Фотографијата е простор во кој не само што се работи, туку и се живее, вели авторот на овие дела. Неговиот избор на теми е специфичен. Понекогаш на изглед тие се мали и незанимливи, но низ неговиот објектив успева да ги визуализира сите скриени убавини и големини на пејсажот или на објектот. Во биографијата на Илиевски доминира медиумската професионална определеност, почнувајќи како соработник во агенцијата Танјук, потоа фоторепортер и камерман во македонската радиотелевизија. Фотографската животна приказна на Љупчо Илиевски започнала уште во детството, учејќи од својот татко, гледајќи го како вешто ја користи големата домашна колекција фотоапарати. И така, постепено, страста за визуелното станала негова вистинска обсесија. Во некои давнешни години во Скопје имаше преубави клубови, фотоклубови, каде членуваа врвни мајстори на фотографија. Јас имав таа привилегија да бидам член на фотоклуб 25 при Младинскиот културен центар, каде навистина имаше фотографии од кои можеше многу да се научи. И не само тоа, него тие клубови има една посебна улога каде што ви едноставно колегите ве насочуваат кој правец е добро прикажан, добро осмислен, добро и реализиран, така да имавте некоја водилка во сето тоа од страна на колегите, што за жал денеска многу ретко и многу малку ги има. Потоа имаше литература, имаше фотокино ревија, тоа беше она што е сите од нас го голтавме со нетрпение да излезе, да го прочитаме, да научиме нешто ново, да видиме нешто ново што се прави во југословенски рамки и пошироко. И кога некој од нас ќе добиеше списание од типот на National Geographic, тоа беше така љубоморно чувано, така кибицирано, така густирано, што за денешни поимови е несватливо. Можностите и опремата беа многу во помала количина изразени и присутни на македонскиот пазар, затоа што на крајот на кристата не е и пресудна опремата. Се знае, се работеше најповеќе на епке и она која ќе добиете некоја добра инспирација, која ќе направите една добра серија, мечтаете за некој Илфорд, за некој Кодак, кој ви се многу далеку, кој чекате некој специјално да оди па да ви донесе. Дури се сеќавам една награда на републичко ниво, добив еден одреден број на хартија за правење на фотографии, која беше пластифицирана, многу ретка, многу квалитетна и убава.
И штедејќи ја за подобра серија и измина рокот и не направи ни една фотографија од таа хартија. Јас имав таа привилегија фотографијата некако да се испреплетува во мојот живот. Значи, на мигови да биде професија, на мигови да ми биде хоби. Кога говориме за Тањук, Тањук е едно најубавите чувства што воопшто сум можел да ги доживеам, затоа што во Тањук беше привилегија да се влезе, а не да се работи, затоа што беше најдобро опремена во Југославија, затоа што за миг вашите фотографии ги имаат во централата во Белград и потоа од Белград во целиот свет. Значи, тоа е искуство кое само тамо може да се стекне. Јас повторно велам дека тоа е чувство, тамо многу научив за репортерската фотографија, затоа што навистина во Тањук не сте само обичен, не бевте само обичен фоторепортер. Значи, требаше да направите приказна од фотографии, а потоа во долниот дел се правеше легенда од хартија, која се лепеше на фотографијата и во која не се раскажуваше фотографијата, него се додаваа зборови за да таа фотографија биде целосна. Значи, фотографот се појавуваше на некој начин, имаше еден новинарски белег во фотографирањето. И Тањук умешно тоа го користеше. И од тогаш научив дека фоторепортерот не смее да излезе од дома да прво не чуе на радио што се случува во неговата околина, за да знае каква опрема да носи со себе. Мора да ги знае повеќето области во државата, значи мора да ги знае сите политичари, мора да ги знае сите инструменти, мора да биде општо многу информиран, затоа што во некои мигови нема можности некој да му сугерира или да му каже што е. Па театарот сам по себе е магија. За жал, театарската представа трае се до спуштавањето на завесата. Меѓутоа, остануваат добрите фотографии од таа представа. Тоа е еден од убавите мигови да се направат некои делови од театарската изведба, да ги овековечите и да ги пренесете во вечноста на некој начин. Тие се мигови на исклучителна импресија. Јас имав повеќе од 180 представи фотографирано во Младински културен центар на МОД. Знаете, во принцип секогаш фотографирав представа која прв пат ја гледам. Значи, не сакав да биде таа видена, па да биде кадрирана негде во умот, па потоа да ја работам, него сакав точно во мигот на тој изблик, во мигот на секундата да се изреагира и да се долови она вистинското. И интересно е само по себе затоа што некогаш главниот актер и не мора да биде интересен за фотографирање во тој миг, може да биде уште поинтересен оној што следува него, следната реплика негова, начинот на примањето на тие зборови од својот колега што го говори. И тие се мигови кои се прават студија на покрет, студија на гек, студија на мимика, мизасценското движење, затоа што веќе некој пред вас виртуоз на светлото, веќе тоа го сторил. Ваше е тоа да
да го одбележите на себе својствен начин и да му дадете еден свој белег кој ќе дури имало мигови кога истите автори не може самите се препознаат на фотографијата. И тоа е изворена потврда дека вие сте го направиле она вистинското. Мултимедијалност произлегува од фотографијата. Значи, фотографијата е базата, основата. Знаете како, тоа се почнува од идејата, од единечното, од нешто ќе направите еден серијал, потајно ќе го пуштите, ќе го осетите импулсот на публиката, колку е тоа провокативно, како тоа може да се исперцепира, колку е тоа моќно да го привлече вниманието. И почнувате да работите. Со лустерот истото се случи. Од кога ја направивме брошурата со колегата Гоце, наред ста питања со незиното сценарио, со незината игра на стаклената монистра, и така го направивме тој мултимедијален проект кој 93-та година застана македонската телевизија за него. Го премиерно го пуштивме во Битола, каде што е и сега тој лустер, потоа во Скопје и така оставивме еден белег, една трага. Вела дека трагата е бегство од заборавот. Изложбата е неминовна фаза во едно творештво. Значи, од кога ќе ве испровоцира една област да ја работите, од кога ќе се преиспитате, од кога ќе почнете тоа да го работите и кога ќе доаѓате до фаза да тоа излезе надвор од вас. Значи, до тогаш е само ваше. Мигот на отварањето и изложбата, споделувањето тоа со публиката, повеќе не е таа само ваша изложба, нели? Таа веќе изложба на колку ваша, толку на посетителите. Значи, вие сте го направиле тоа потребно празнење од себе, и сте го прикажале и сте го покажале она што во мигот ве преокупирало. И тогаш настапува публиката. И многу убав миг е кога ќе ги видите реакциите на луѓето, на обичните луѓе, како реагираат. Јас во една прилика во Италија, во неколку града кога го изложував, некој ќе дојде, пошто изложбата беше насловена како Чекори низ Македонија, кога некој од посетителите македонци кои живеат во Италија ќе си го препознае крајот. Малку му е да исперципира фотографијата, малку му е видот да му помогне во тоа, него го бара и допирот, па ја пружа онака страмежливо раката, па ја допира рамката, ја допира фотографијата, едноставно е милува. И тоа не може да се замени со ништо. Навистина привилегија во една држава е да се направи поштенска марка, да се направат фотографии од
една тема. Јас ми беше понудено да ги изработам теракотните икони кои се надалеку во светот познати. И знаете, филателијата тоа се мали марки, меѓутоа се големи амбасадори на културата на државата. Значи, преку таа марка има филателијата е исклучително развиена во светот и марката многу брзо стасува во сите краишта во светот и многу брзо се пренесува гласот дали е добро нешто или не е добро. Јас имав таа привилегија да ги работам теракотните икони на Македонија, односно виничкото кале. И поприлично ме измачија затоа што мораше да се направи покрај добра фотографијата да содржи многу релјеф. Значи, тие сами по себе се релјефни, меѓутоа светлото мораше тоа да го дополни, ама да биде така контролирано за да може секој елемент да биде целосно искажан. Да речеме, ако се работи за крст, да биде крстот целосен, да не биде само половично осветлен, половина во темнина, па да немате впечаток дека е тоа крст или дел од лик или не знам сето тоа, а сето тоа да има исклучителна структура, така и втора димензија, незина и сите тие работи. И јас лично бев многу задоволен од теракотните икони и направија серија од 4 фотографии на 2 позадини. Потоа нормално од нив се произлегува марките и колку што слушнав од филателисти се добро прифатени. За да вториот серијал го работам од Кокино. Во првата верзија требаше да бидат повторно 4 марки, меѓутоа ради некои юбилеи, знаете, во филателијата се точно одредени правилата на игра, може една држава да објави тој број што им е зададен на марки и не може тој број да се менува, ниту да се намалува, ниту да се зголемува. И затоа беше заради тие юбилеи да се запазат од Кокино 2 фотографии намалено и направивме серија на фотографии, односно марки 2, во кој едната е астрономски момент. Тоа е сонцето на Нишан, впрочем тоа е символот на Македонија и на знамето и секаде, пошто имаме толку убави сончеви денови. А другиот е моментот од археологијата. И овие 2 марки, јас колку што сум информиран дека се и ден денес актуелни, активни, може да се користат во кореспонденција на плика и така. Јас започнав во македонска телевизија како фоторепортер. Работев еден период фотографија и потоа таа фотографија, видеото почнува да ја истиснува, брзината и сите тие компоненти. Потоа премина во камермани сниматели. Разликата, основата е таа, значи основата е фотографијата, па незиното величество фотографијата е темелот на тоа. Значи, ракурсите, кадрите, се тоа што фотографијата. Знаете, фотографијата па и филмот си имаат своја абецеда, си имаат свој јазик, се знае точно што прикажува долниот ракурс, што покажува горниот ракурс или таа птичја жабја перспектива. Се знае кога се користи крупен, среден, америкен. Меѓутоа, камерата има друга можност, значи, во фотографијата тој кадар е стегнат и тој мора да прецизно да се вакво. Во камерата можете дополнително да се искажете со уште други движења. Значи, дали тоа ќе биде фар, дали ќе биде тоа лив, дали ќе биде тоа швенк. Значи, имате дополнителни можности, дали ќе биде тоа зум.
имате дополнителни можности да ги потенцирате нештата. Никогаш не трчам по темата, не ја бркам темата, него таа е негде длабоко во мене. Во принцип сум маратонец, работам долго некои проекти, наведум беззначајни во некој миг од почетоците некои. Меѓутоа, не знам како тоа да го кажам, дали е тоа интуиција некоја, со големата посветеност и со текот на времето, тие проекти го покажуваат дека не било залудно работата на тој проект. Тоа се докажа со лустрото до офицерскиот дом, тоа се докажа со Кокино и уште некои проекти. Бев замолен да направам неколку фотографии кои потоа мојот драг пријател Ѓоре ќе му користа за некои анализи, мерења. Отидов тамо, останав без див. Прво од придобивките на градското живење, потоа од убавините на Кокино. И знаев дека долго ќе се дружиме со Кокино, затоа што Кокино е многу мудро. Не дава се одеднаш, нека онака постепено ги открива своите убавини, а вие мора да ги потенцирате на себе својствен начин. Сите тие напластени убавини со векови, со години што постојат тамо, многу е важно како ќе го изберете правецот на фотографирањето. Тоа нешто многу е блиску со функцијата, да речеме, директор на фотографија во филмот. Значи, во филмот директорот на фотографија и режисерот само го знаат како ќе тече филмот, со кој тоналитет ќе биде, со кои бои ќе превладуваат, со којаоштрина или мекост на фотографијата ќе се оди. Овде немате режисер, овде сте сам и сам одредувате како ќе се движат вашите фотографии. Тоналитетно, дали ќе превладува ова или оној стил на фотографија и сите тие работи. И времето е најголемиот ваш или сојузник или непријател, кажува дали таа фотографија е добра или не. Има многу моменти кои, знаете како е тоа, фотографиите на Кокино, значи, се работени во еден тим. Тимот се состои, значи, од физичар, од компјутерџи, момци, од истражувачи, од Македонско истражувачко друштво. Еден цел тим работи на една појава, да речеме, во мигот. И сега вие се припремате, одите тамо и велат, појавата ќе биде од тука до тука, ќе се појави од тогаш до тогаш. Обично тоа се мигови кои ги чекате многу долго, а траат многу кратко. И вие сега се спремате објективи кои може да ја покријат таа оддалеченост, стативи, дополнителни светла, агрегати, пошто немате светло, сите тие нешта, блицови кои се на фотокели, кои истовремено ќе светнат и ќе доосветлуваат некои елементи што ви се потребни се до тоа, и вие ќе се намесите се и токму тогаш кога треба да се појави таа, кога треба да излезе таа појава, одеднаш се појавува едно облаче и вие немате фотографија. И тоа се мигови кои се болни,
мигови кои ве тераат да чутите на некој себе својствен начин да тагувате, но тогаш си ветувате себе си дека ќе дојде ден кога ќе се реванширате, ќе дојде ден кога ќе го откинете мигот и ќе го пренесете во вечност. И верувајте, тие мигови се многу поснажни од оние првите и затоа ние и продолжуваме да фотографираме. Иначе секој од нас би се откажал. Првиот сон кој го живее со National Geographic беше со фотографиите од Кокино, но не е така лесно да се стаса тамо. Они имаат своји тимови кои ги следат фотографиите во светот. Јас имав таа привилегија да бидам објавуван во една светска страна Мегалитик, која е најпозната во областа на астрономијата, каде повеќе фотографии беа оценети со ранг 10. Еден од факторите беше и тој. Добив можност да направам еден серијал фотографии. Ми беше побарано 100 фотографии кои потоа они имаат своја специјална би рекол просторија во Лос Анџелес каде ги испитуваат фотографиите, колку се тие веродостојни, колку се тие продукт на вашето творештво, а колку е тука мешана техниката, компјутерската обработка, фотошоповите и сите тие работи. И доколку ги помините тие тестови, можете да се објавите, да ве објават во National Geographic. Тоа не го прават случајно, затоа што се уште се број еден во светот и на тој начин се штитат самите себе си со квалитетна и не монтирана фотографија. Така и се случи првата соработка. Двете страни беа задоволни, особено јас. За да по еден известен период UNDP во Македонија ми понуди да направам репортажа за Преспа, која ќе биде објавена повторно во National Geographic. Повторно истиот тим, Маријана Иванова текстот го работеше, јас ја работев фотографијата. Беше тешко, исклучително тешко. Преспа е диаметрално спротивна од Кокино. Има многу вода, има многу убавени, и Кокино има многу убавени, ама има многу камења, кои многу значат на себе својствен начин со тие нишани. И ја изработив Преспа што така беше доста напорно, доста оддалечена од Скопје, значи 250 километри, 200-500 километри, едно 150 километри ако се заобиколи целата и при тоа треба да се прикажат сите нејзини убавини, а ги има многу, ги има. Не знаете што побрзо да фотографирате птици кои се ретко, значи недека околу 46% од сите видови птици во Европа се токму во Преспа. Има два национална парка, Галичица и Преспа и Пелистер, има ендемски видови на риби, јаболко кое се над 80.000 тони реколта кои се трети во светот, цркви кои се ве оставаат без див, таму е нашето Курбиново и предочениот белиот ангел кој меѓу 4 најубави фрески во светот. И ви даваат Преспа исклучително убава и не експлоатирана многу во фотографијата. И направивме репортажа која National Geographic исклучително добро, најдобро оцени во декемврискиот број. И не беше тоа крајот. Повторно те велам, тоа се продолжува. Побара UNDP да се направи календар кој оваа година, значи 2011 е во сите 166 представништа на UNDP, значи ја има Преспа, ја има Македонија, ми има мене како автор. И тоа беше малку, луѓето се ангажира
и ми предложи да направиме изложба која досега беше отворена во Ресен и на Скопско лето. Дигиталната фотографија има своји добри и лоши страни. Прво, ја доближи многу до секојдневниот човек, меѓутоа и ја оддалечи на некој начин. Тој има некоја хиперпродукција на фотографија, ако можам така да го кажам тоа, за жал или за среќа, критериумите за добрата фотографија останаа исти. Значи, сега не се штеди, се фотографира многу, затоа што е ефтино, картицата се бриши, за разлика од некогаш кога ќе купевте филм, па љубоморно ги броевте позите, затоа што тој чини многу пари, па развивањето чини многу пари, па изработката на фотографија чини многу пари. Самото тоа ве тераше да бидете постегнати, порационални во сето тоа, за разлика од сега кои ви даваат некој комодитет, меѓутоа, знаете што, и друго, изработената фотографија исперцепирана е сосема едно, сосема е друго кога ќе ја гледате на некој монитор фотографијата, затоа што боите на мониторот се RGB бои, веќе се да не влегуваме некои работи кои се сосема поинаку од тие оние што се изработуваат на фотографската хартија. Јас во принцип не сакам да фотографирам во студио. Кога го фотографирам човекот, сакам да го фотографирам во простор и време. Мене тогаш ме привлекува да фотографирам. Значи, не сакам да се затворам во 4 зида и да работам портрет, затоа што и тука се правилата познати, дали децата обично се фотографираат на многу светли површини, средната генерација би требало на сиви тонови, возрастните на црни, тоа се основните, па потоа другите нешта. Меѓутоа, мене ме привлекува човекот во простор и во време. Значи да може да се определи тоа, да има свое значење сето тоа, и тамо можете да ги видите моите фотографии и тамо може да ги препознаете луѓето и нивните емоции. За да ја постигне целта на својата замисла, фотографот Илиевски вложил љубов, храброст и откажување од многу нешта. Предност во пристапот кон работата дава на инстинктот, а не на рациото. Тој во своите дела ги бара бајката и митот, раскажува легенда скриена меѓу камењата и ѕвездите. Во неговите фотографии има документарен, но и исповеден карактер. Доктор Ана Димишковска за делата на Љупчо Илиевски ќе забележи. Но можат ли некако да се задржат, да се сочуваат тие гледки, отпечатоци на времето, на драгоцената сегашност, која веќе во следниот миг ќе се тркала во бездната на заборавот? Можат единствено преку ракописот на светлината. Низ тајните на фотографијата, таа деликатна вештина на пишување со помош на светлината, која умее да го освои мигот и виденото и да го прати понатаму, да го сподели со другите, туѓите погледи, дури и со оние што се уште не постојат. Минуваме низ неа, покрај неа, застануваме до неа, ама сепак некој треба да ни ја покаже за да ја видиме убавината. Има некој нов почеток
Има некои нови истражувања, а каде ќе ме однесат тоа, ја ќе видиме. Исконска е потребата на човекот да остави траги зад себе, да ја овековечи уметничката убавина. На фотографските дела на Љупчо Илиевски, Македонија ќе остане забележана како волшебна земја, видена од агол и перспектива на човек кој е влюбен во татковината, на некој кој ја препознава убавината и знае да ја улови. Тој е наш културен амбасадор во светот. Голема е радоста кога уметникот ќе успее во намерата, без разлика на личната цена што треба да ја плати за да ја оствари целта. Вообичаено, радоста се чека долго, а трае кратко. Освен во уметноста, освен во трагите кои зад себе ги остава авторот.